Како ја оценувате меѓуетничката состојба во нашата земја? Во нашата земја воопшто не знам колку е на ниво меѓуетничката поделба или соживот, но можам да кажам за Куманово, кој е град мултиетнички, каде што јас досега не чувствувам разлика по основ на тоа која националност се луѓето и има еден соживот каде што не достига комуникацијата помеѓу младите. Затоа што тие се поделени во различни училишта, македонски и албански особено, и се повеќе се чувствува јазичната разлика и се спречени да комуницираат, што понапред не беше така, тие бија во исти училишта, иако учеа различен јазик, но на одморите се дружеа и меѓу себе ги запознаваа јазиците на кои зборуваат различната националност, што сега се створи еден јазичен раздор и е причина што младите воопшто не комуницираат. Младите ќе дојдат во старо доба, каде што нема воопшто да препознаваат македонскиот или албанскиот јазик. Тоа е најголемиот проблем сега во Куманово. Има соживот, се среќаваат се уште, се дружат, а се уште има соседи од различни националности. Во однос на нашето здружение, тоа е специфично во својата работа и специфично по својот состав на членовите во здружението, бидејќи се работи за лицата со попреченост, односно за застапување на нивните права и нудење на услуги на оваа категорија на граѓани, така да овдека воопшто нема никакви поделби. Најмал проблем е националноста, разликата на културите помеѓу граѓаните. Поголем проблем е попреченоста, дали е тоа попреченоста на член на семејство или лично соочено лицето со попреченост, без оглед на која националност, сите исто се залагаат. Сите членуваат во здружението и бараат подршка од здружението и воопшто не ја чувствуваме таа различност, туку ја сметаме за едно богатство, во однос на кога мораме да се обратиме на друг јазик, бидејќи ние што ја водиме организацијата не го познаваме другиот јазик освен македонскиот, тука се нашите членови од другите националности, дали е тоа ромски, српски или албански, тие преведуваат и комуницираат со јавноста во однос на оваа популација. Што мислите, односно како го оценувате досегашното спроведување на стратегијата Едно општество за сите и кои би биле вашите препораки за новата стратегија, тригодишна стратегија која е во подготовка? Јас и тука би зборувала од името на друженијата, односно од името на луѓето кои ги застапувам. Стратегијата Еднакво општество за сите воопшто не почувствуваат луѓето со попреченост дека се еднакви во оваа општество. Се уште постојат предрасуди, се уште постои дискриминација, се уште се најсиромашните луѓе, односно на маргините и семејствата и лицата со попреченост. Така да досега немаат никаков бенефит од стратегијата Еднакво општество за сите, луѓето со попреченост и нивните семејства. Многу мали права имаат или никакви, но и тие што им се овозможени се спречени да ги остваруваат поради различни бариери, односно физичките бариери, комуникацијски бариери, дискриминација на оваа категорија на граѓани, ги спречува да бидат еднакви. Во однос на новата стратегија, препораката е луѓето со попреченост имаат исти права и треба да ги остваруваат, повеќе да се заложат баш за овие најмаргинализирани групи ако сакаме да имаме еднакво општество за сите.